Сега, малку несериозно се. Тоа се сосем други патишта и ворете. Значи, ако некој направил за патиштето, тоа беше владата на ВМРО ДПМН. Автопат, кој неколку пати го пролонгирате и имаме проблем затоа што немаме реализација. Второ, патот Штип-Кочани, Штип Радовиш, Софилари, кај што ги спомнуват сите тие места. Во ред, јас зборувам за нешто друго. Сега ќе ви објаснам, бидејќи дел од амандманите, поголем дел ми се за местноста Лакавица и Карбинци, тоа се рурални средини надвор од Штип, општина Карбинци е посебно, а Лакавица спаѓа во делот на Штип, во правецот кон Радовиш. И токму за тоа се работи. И сега да ви кажеме на работа, значи, сериозно беше многу вложено во претходната влада, не обвинувам, јас замолувам. Вие некои ни прифативте да на амандман за прочистување на училниците во Универзитетот Гоце Делчев. Апсолутно е многу убаво прифатено тоа. Радосни се студентите затоа што ќе имат чист воздух, ќе може чист воздух да дишат во училниците, нема да има проблем. И тоа е нешто добро за соработки, така треба да гледаме на работите, тоа што сме го воочиле да се помони, бидејќи вие сте власт, вие ги имате парите, вие ги делегирате. Сега, за ова сакам да ви кажам. Се работи за едно село Почивало. Тоа е, значи, некаде меѓу Штип и Радовиш. Овој дел кај што го предлагам јас се предлага да се оди, значи тој пат кај што всушност ќе поминува сега, патот што се прави регионалниот пат од Штип кон Радовиш, кој впрочем го проектираше и обезбеди средства претходната влада и не можеше да се реализира затоа што пред избори беше, два пати имаше технички влада, од 2015 е целиот процес. И сега, еве, ворете, вие сте тие што го менеджирате овој процес и ворете. Меѓутоа, тоа поминува под Бучим, значи, под рудникот Бучим. Сега зборуваме за нешто друго. Од Бучим према Почивало, 7 км. Претходната влада, од другата страна, од штипската страна, преку Шешаварлија, Калопетровци до Кошево. Значи, еден дел е направен. Шешаварлија веќе има еден дел над Шешаварлија, се оди кај Калопетровци за Кошево и тука веќе се оди кај Почивало. Тоа е една ситуација кај што треба да се движиме од другата страна. Зошто ви го велам таму? Огромен број на население, штипско, од тој крај гравитира и живеат или кон Штип, или кон Неготино, или живеат кон Радовиш. Така да во тој дел треба да се води сметка и сега ова што се предлага е идејата, бидејќи таму има население, луѓето си обработуваат и земјата, си чуваат и стока, за жал полека почнаа да ја продаваат затоа што нема услови, ова влада не створи услови, меѓутоа понатаму мислам дека треба да им се помогне ново население за да можеме да ги вратиме луѓето или да ги задржиме таму во тој дел. Така да жалам што не го прифативте овој одман, меѓутоа е наше да укажеме, да предупредиме, можеби во некоја следна фаза ќе се изнајдат начин да им се реши проблемот на граѓаните во тој дел. Благодарам.